Петок, 13 ноември 2020 лето господово. Добродојдовте во уште една епизода од циклусот емисии Родински разговори. Вечерва имам посебна чест да ви представам еден посебен гостин, за мене посебен затоа што е човек кој што буквално е жива енциклопедија. Човек кој што има документација за Македонија, за македонската самобитност, држава, историја, потекло и сегашност од најразлични архиви и библиотеки низ целиот свет и кој што може да ги покаже и со тоа во денешно актуелно време каде што имаме спор со соседите, може многу да помогне во аргументирано докажување на нашата самобитност. Имам посебна чест да ви го представам нашиот вечерашен гостин, тоа е господинот Блаже Принзевски. Блаже Принзевски е човек кој што има дипломирано на Универзитетот во Виндзор, Канада, економски науки, политикологија и вашата пасија, господине Принзевски, потеклото и докажувањето на целата македонска самобитност и посебност, можам да кажам дека и оригинална единственост на целата планета, која ние македонците сега дојдовме на дележе да мора да си ја докажуваме пред некои си ново создадени, скоро создадени држави како нашите соседи. Вие доаѓате од едно место, значи родом сте од Царев двор. Да. Мене малку аналогно ми западна за око вашето презиме Принзевски, кој што ме асоцира на ројалити, на аристократско, на принц, на принцески, и местото од каде што доаѓате Царев двор, дали јас мислам дека има некоја поврзаност, дали успеавме да дојдеме до македонската аристократија преку вас, она што во историјата била непречено континуирано течева од генерации на генерации, која што управувала со двете македонски царства и која има прекин некаде со доаѓањето на османлиите на Балканскиот полуостров. Би сакал првото прашање, господине Принзевски, да биде зошто држава како Македонија? Во сегашните граници таа е мало, многу голема по историја, по име, по се. Кога би ги земале и другите два-три дела што ни се земени и распрашувањето, сепак не е толку географски голема за да може да направи некои си проблеми од разни причини на големите сили. Но сепак големите сили, преку нивните трабанти, сателити на Балканот, нашите соседи, конкретно најекспонирани се Грција и Бугарија, се трудат од петни жили да не го уништат генот, националниот идентитет, културно да не асимилират, а знаеме дека и физички проба на неколку наврати во 20-тиот век со погромот 48-49. Би ве замолил да почнете со вашата приказна, имате доста документација за нашите гледачи, јас не ви да прекинувам многу, само со куси прашања. Повелете, господине Принзевски, објасните ни од каде е генезата на сите проблеми што ги имаме и каде е разрешницата и каде ќе се движи во која насока сета оваа работа. Добар ве најдов, поздрав до сите ваши гледачи. Во Македонија, во Балканот и широм светот, каде што не има, а не има претежно многу, не е ексклузивно оваа емисија само за македонскиот народ во Македонија, ами широм и надвор од границите на денешна во Македонија. Ќе почнеме со етногенезава хронолошки, зошто сме дојдени до овај ќорсок, специјално епилогот кој го гледаме во модерно време сега, негација од страна на нашиве комши, креирани од конвенции, конвенционални договори. Проблема почнува со Македонија, Владимир, уште од времето кога Македонија постанала првата држава под насловот, под името Nation, нација, на европското тло, како и во светот. Во древната историја е описано дека надвор концепцијата од модерно гледано време, од денешно време, концепцијата за националност најблиску достигна на македонскава нација.
Не од модерна гледна точка, ами од она што значило што значи nation, националност. Тоа што западниве Тоа што западните држави го направија дури во 19. век. Да. 19. век, после кога, знаеш, имаш проблеми меѓусебни, темните векови на Европа, the Dark Ages of Europe, во книгава од двајца автори, професори, мислам дека археолози беа, едниот е Фриц Хайхелхайм од Торонскиот универзитет, другиот е Сидрик Јао, под наслов Историја на римскиот народ, печатено уште 1962 година. Кажем, да сте така. На некој симпозиум мене ми изгледа дека двајцата се нашле, затоа што едниот е по потекло кинес Јао, другиот е германско, мислам дека Фриц Хайхелхайм германско презиме. Еве што имаат казано за Македонија во книгава за римјаните, за римскиот народ. Ке го читам на англиски и со краток превод на македонски и за македонците кои владеат и со англискиот и македонците кои не владеат со англискиот, само со македонскиот. Влијанието на дунавскава култура, туркајки на север од Македонија, преку полето Вардарско, потекот на Вардарскава долина, нагоре одат према север, од Вардар према Морава и од Морава на север во централна Европа. Група на македонци неолитски фармери, земјоделци, влегуваат во центарот на Европа, денешна Маđарска, околу бреговите на реката Курош, денес се наоѓа во Маđарска, каде што ги учат домороците како да може да обстанат на земјоделие и влијание побогато да имат, како и населението, мислам да им се зголеми бројчиното, имале проблеми со исхрана. Негде, кажуваат двајцата автори, негде околу 2600 години пред ново време се пробиле овие македонски земјоделци во центарот на Европа и оттука ја создаваат првата европска култура под наслов Дунавската култура. Ова култура е претходница на Винча и на Вучидо. Интересно. Ова култура се проширува на запад до Италија и Франција негде, на исток до Днепар и до Дон. И оттука доаѓат толкувањето на денешните концепции славјани, славикс, дека доаѓаат од зад Карпатите. Да, се побива таа теза. Се побива затоа што овие почнуваат од македонското тло нагоре да се шират и влијанието на дунавскава култура, кои тие се архитекти, достигнува огромен простор, мислам, влијанието нивно и оттука се втемелува таа македонска дунавска култура за прв пат на европското тло. Иако денес зборуваме за Централна Европа и Германија, кои и другите кои се негатори македонски. Сега, во истава книга, страница 148, еве како го опишуваат македонскава нација и македонскава држава и народ. Во ова концепција нивна е вклучен и концептот nation, нација. Nation, нација доаѓа од два стари македонски зборови од древното време. Ион е земја, наш Ион е наша земја. Да го прашаш некој од западот што значи nation, буквално не знае да ти каже значењето, не знае да ти го оправда. Затоа што ни едниот ни другиот збор се нив. Ова ќе ве очитам на англиски, после превед на македонски. The Macedonians were far less concerned about having their form of government changed than about the unity of their country.
македонците многу помалку вика се занимава или се беа згрижени за формата на владењето, отколку единството на државата. Државата беше пред све. Формата на владење беше secondary. Втора step. They had never regarded their monarch as an oppressive evil, but as a symbol of their national unity. Никогаш македонскиот народ не го гледаше својот цар или крал или цар, зависи од кое време временски, дека е репресивна зло. Во него гледа како символ на националното единство. Каде сме сега? Сега имаме една персона која што не само што продава се што е македонско, туку се заканува дека буквално ќе не носите шевови растори. Затоа ќе зборуваме после временски, ако имаме доволно време, ако не во друга емисија, ќе продолжиме. Сакам само да потенцирам дека колку сме поместени од она што сме биле тогаш, апсолутно, до денешниве услови во кои живееме денес и епилогот кој го гледаме денес. Затоа ни треба навраќање на овие корени, тотален ресет. Ама ние сме blessed by God. Од Господ сме блосовани затоа што малки се држави во светот кои можат да се повикуваат на вакви длабоки историски докази. Кои се биле, што биле и врхунското постигање на таа нација. Првата во светов од древно време која најблиско дошла до концепцијата на nation или нација. Продолжуваме. Macedonia more nearly resembled a nation than any other state in the ancient world. Македонија најблиску вика доликуваше на нација од било која друга држава вика во древниот свет. It was not a land of city state like Greece, Athens or Italy with Rome. It was not a loose confederation of cities like the Achaean League, nor was it a universal state held together solely by the monarch like the empire of Seleucide. Македонија не беше земја на градови како Атина во Грција или Рим во Италија. Ниту беше некоја кревка конфедерација на државчина како што беше Ахајската лига. Ниту беше универзален стейт, одржана кохезија преку монархот како што беше империјата на Селевкидите. Македонците кои на една од диодочите кои владеа со територијата. Тогаш, ако не била ова, не била тоа, кои се атрибутите за да дојдеш најблиску до таа концепција nation? Овдека се зборува, Владимир, за атрибути. Во овие атрибути е втемелена концепцијата nation, покрај наша земја и наши луѓе. Која е поврзаноста меѓу нашиве луѓе во нашава земја? Еве што пишува двајцата. Macedоnia was one people, in one race, in one language, in one religion, in one customs, and one government. Монотеизам. Македонија беше еден народ, во една раса, во еден јазик, во една вера, во една традиција, во едни обичаи, 2 војна влада.
Тоа по запад, овие атрибути, не можеш да ги најдеш. Не само Ниту наша, сега. не само наша земја. Наши луѓе, онај збор денес грците што го употребуваат, Ендопи. еднос. Да. Наместо еднос, етнос по нивни доаѓа. Тоа е едно. И на крај крајава во параграфов завршува со римскиот експеримент violated the very nature and traditions of the Macedonian state. Кога проба да подели Македонија, да ја подели територијата на 4, отиде контра традицијата и природата на македонската држава. Зошто? Затоа што кохезијата не можеше да се развие лесно. Апсолутно. Зошто не можеше? Една земја, еден народ, една раса, една вера, една традиција, едни обичаи и едно владење. Зошто го покажувам во вашава емисија? Е затоа што денес овие кои се инсталирани на власт директно удираат по темелите на овие традиции. Мултиетник, мултиконфесионален, мултикулти и се мулти. Да биде една дележена коси црти, да биде нашата, Јасно. нашиот идентитет. Каде што македонсково битие го нема нигде. И тоа им е целта на нив. Зошто им е целта на нив? Тоа затоа што газдиве нивни од запад Токму така. Значи овие бугарите и грците се само извршители на ама таа. не се фактор тие глобален. Апсолутно. Не се глобален фактор. Точно. Ако беа глобален фактор, зашто се повикуваат директно до великото столнициве политички од запад, дали Брисел, дали Лондон или Вашингтон или пак по Европа трчаат, затоа што не се фактор во светот. Сега, од ова концепција доаѓаме до единство во територија македонска, каде што сите оние населенија кои живееле на македонсково тло, иако биле пред тоа водени од локални поглавици, сепак заеднички ги поврзувала традицијата, расава, верава. И после на крај крајава доаѓа едно огромно единство и почнува нацијава да доликува во модерна смисла на зборот, национална инфраструктура, национална војска, национални пари, внатрешна надворешна политика, односот наш со други луѓе. И се тоа произлегува од она огромното племе под името Белазги, белите, Белагунија, Бела, Староседелците на балканските староседелци. А ја би рекол и во Европа. Во голем дел на Европа. Голем дел на Европа. Оттаму се формира држава, се формира царства, првото царство доаѓа на власт и почнува огромната слава на ова нација да плоди во светот, да го ослободува светот, да ги емансипира маргинализираните племиња. Зошто? Затоа што основата им била здрава на овие македонци. И немале проблеми со зинофобија, страф од другите. После имаме ние великани, па Филип, големиот дипломат, татко му на Александар, па после Александар, па после со походите распрскнување на влијание во македонско. Како треба да се владее во имиджот на доброто на хуманост и се менува стариот познат свет, го шокираат и се менува положбата на тој свет каде што првата македонска империја
завладеела со народите. Не како окупатори. Целта им беше Персија да ја понижат, затоа што на македонскава држава пред Филип, за време на Аминта, татко му и дедо му и Александар I, некаде после Александар I, македонскава држава плаќала данок на персиците за да не ја гибаат сувереноста на Македонија, ми само да префрлуваат преку нејзина земја војска против лахајциве, данајциве. 480-90 година маратон, ви е познато, на многу луѓе му е познато. Тука почнува грандиозноста на овој стейт македонски. Првото македонско царство. Владимир, првото македонско царство остави длабоки траги каде што влијанието македонско протежира. Имаме огромни градови, Александрија, Антиохија. Кандахар беше познат под Сакандар. Кандахар во Авганистан пред 80 години муслиманиве го прекрсти. Од Сакандар, Бактрија. Од Сакандар на урдиски јазик урду Александар, Искандар, Скендер на Кандахар. А и низа други градови. Дали Палмира или Петра и низа други градови или Селеукија, дали Гераса, дали Пела во Јордан, дали Филаделфија во Јордан, денешен Аман, оставија длабоки траги во И свет. предпоставам, професоре, дека ради тоа Палмира, која што споменавте, од западните војски и нивните извршувачи од исламската држава, ја уништија Палмира во последната војна која што се водеше. Јасно, затоа што им пречила. Затоа што тука се остатоци од друга култура. Ни греко, ни ромен. Римјаните ѓомите ја нарекуваат по палмите Палмира. Таа има друго име. Го имам заборавено моментално, име во старо, Палмира. Друго име постои. Палмира постана центар на трговијата. Од Палмира до јужниот пат со камели, трговијата ја влечка до Петра во Јордан, од Петра Јордан преку Нагев пустинава, влегува во Ел Жазира, Мека и Медина. Интересно. Што значи, оставиле длабоки траги македонците и историски, ако се наназад вратиш, ако си од Западна Европа, тогаш ќе гледаш дека тебе те нема нигде таму. А претендираш да си центарот на светот, од денешна гледна точка. Денес да, ама претходницата твоја скажува друго. Дека не си бил скоро никој ништо пред 500 години. Минимално. И сега траат некаде околу 100, 200, 300 години и гледаме по денешните случајности, некаде им се приближува на тие така наречени западни империи. Со доаѓање на македонското влијание, како што реков, не само што економски се шокира тој свет, се менува начинот на живење на тие маргинализирани од Персискава империја племиња, се ослободуваат од спрегиве, од прангиве на сатрапите. Затоа македонскиот поход почна душ од времето на Филип, татко му на Александар. Всушност тоа е и планет. Тој е планет. Мора да ја казниме Персија. Затоа што имаме многу наш народ распрскан по исток. Например, бригите, фригите. Така. Дури до Ликониум, денешна Конја во Турција. Велика Бригија, Грейт Бригија или Фригија. Значи, браниле некој народ кој тие си го знаеле дека се братучени со нив. А Персискава империја преку сатрапи оперират во домејнот на братучедеве наши, на Филип и на Александр. Така. Ви става подјар. Подјар. И
за она другото да не повторуваме сега, затоа што не е директно, мислам, емисијава час по историја древна. Сакам само да демонстрирам хуманоста, постигањето, начинот на операција го дигна великанството на македонската империја, принципиве, остатокот на градови, ги оплодија луѓе, им дадоа пат. И креира. За разлика од сега НАТО са трапите и... Добро, тие мала, тие рушат, тие само рушат. Да. Спротивно на Спротив. македонскиот концепт. Спротивно. Уште една точка баш на оваа тема, како што ви е познато со селевкидите и толовци, наречени Птолемеи, тие се толовци, титулата на генералот, кој беше генерал за време на походите македонски со Александар, им доаѓат од првиот генерал и сета она Птолемејска династија која владеела со Египет за 307-8 години, од генералот Сотир Лаго Толо. Познато ми е дека биле од Пелагонија, од Белагонија. Најблиско што можам да се дочепкам археолошки од модерно гледиште од денес е кога од Прилеп на стариот пат за Битола гледам село Лагово, старово село Лагово. И почнам да размислувам, можно да се од ова близина. Птолемеите. Клеопетра беше последната нивна и со тоа завршета династија. Способната Клеопетра, 7-8 јазици. Точно. Од арапско гледиште ја опишуваат како влијателна, прогресивна и фер царица према народот па. Од западов негде ќе гледаш дека иако некогаш е идентификована како Гркиња, ама грчка држава не постоеше, да. Од западов некогаш ја прават и проститутка. Во филмовите на Елизабет Тейлор со Ричард Бъртон се зборува. Како што и Оливер Стоун го представува Александар Македонски како хомосексуален. Епа, од тука почнува е тенденцијата. Од тука почнува местезирањето на омразава на западов. Почнува да им течи гневови низ уста, низ нос, гневови, омраза. Кои се тие да ни докажат на нас? А интересен еден факт, професоре, баш кога споменавте Клеопетра, како што да, ви Петра, во баш тој филм со Ричард Батон, нели, и со Елизабет Тейлор, кога римските легионери ја нападна, она беше стационирана во Солун. Да. Значи, они ми сакајќи призна дека таа резиденцијата незина било во денешна Македонија. Не се отказала од денешна Македонија. Јас имам читано книги од мислам Нафтали Луес и друг еден професор од Колумбија универзитетот, евреите, и тој и таа еврејка, ама многу фер во анализира. Кажуваат за прогресивниве принципи на таа империја. Ја опишуваат Клеопетра. И кажуваат во книгава е под наслов, мислам, The Roman Empire, Римската империја, кроз вековиве, за 120 години некаде од прилика, Римскава империја била постојано изложена на најтмер, на страшилиште, на ног на мора, да не случајно мајкава ги обедини Селевкидиве и Птолемеите заедно и да го зададат последниот удар на Римскава империја, која не беше меч за нив. Ќе уништија, историјата ќе беше тотално инаку од денешна гледна точка правене.
Тотално. За некаква причина не успееле да се обединат, или алчноста, или жед за слава, или комфорт зона. Тука не можам да бидам. Најверојатно имало и тогаш некои се заевци. Може би, или пак ми е многу тоа дискутабилно дали имале такво влијание римјаниве во подкуп. Апсолутно. Затоа што тие владеат со огромни територии и големо богатство. Сребољупци постоеле од Можно да е тоа. Можно и затоа мајкава не успее да ги обедини наследниците на империјава во Блискиот Исток. Толку за Првото царство, после потпаѓаме под римско влијание. Што е дискутабилно. Дискутабилно. Колку успело тоа римско влијание да ја разобличи и лико да го мени на македонскава кохезијата nation, тие кажуваат експериментот во книгава Римски пропадна во Македонија. Затоа што не беа свесни дека тука се зборува за една концепција nation state, нација, nation која има посебност, атрибути, народот, не само земјата наша, народот наш, ама тој народ наш беше поврзан, кохезијата имаше, алкиве беа во синџер голем стегнати, не можеше таа кохезија да се разби. Точно. На таа кохезија работаа уште долго време западњаци. Најпрви римјаните, како немес, како непријател кој не може да го победиш и почнуваш да го мразиш. И бараш тактики, бараш подметнувања, бараш ѓаволски тактики како да можеш да го починиш. Не шеве логиката зошто денес Западот го прави тоа што Рим го правеше порано, токму они се повикуваат дека се наследници на таа римска доктрина и на римска империја. Европа и специјално американците исто. Апсолутно. Американците И преку символиката. Символиката. После владењето некаде околу 300 и нешто години, мене ми е дискутабилно дали Рим постои толку долго време, затоа што некаде од Диоклетијан 285-6 година имаме ние римски во историјава нивна. Колку е веродостојно или меридавно, ние не знаеме. Владеат римски императори надвор од Рим. Како може да биде Рим надвор од Рим? Логично. Разнишена беше најпрвен со Севериус, Септимус Севериус империјата, некаде во 3-тиот век, 210-та, 15-та и 20-та година, кога за прв пат Араб им доаѓа како император на Рим. Септимус Севериус, таткото на Гета и на Каракала. Оженет за Јулија Домна од Антиохија, по семене ми изгледа плод од оние ветераните македонски. Така. Јулија Домна. Зошто мислам дека имаше некаква македонска крв? Затоа што Каракала го убива брат му негов пред тоа, да не случајно тој земи, да ја земи престолината, и тој владее со Римскава империја, влегува во Александрија, пустош прави и прави кованица на монети, од едната страна неговата слика, од другата страна Александар. И вика на Александрици, вика, јас сум вториот Александар. И се мислам сега овој човек, по мајка му по се нешто, има нешто од оние ветераните на Зошто ми се врзува на козарица. Да. Од тоа време намаму Рим почна да опаѓа. После се јавуваат консули, проконсули, добиле некоја битка, ти вели, јас сум сега Август. Јас сум император. А се уште битки води, а Рим остана само сенатот, по време си отиде и сенатот. Го изчисти и од тогаш Рим почна да пропаѓа. 284-5 година Рим беше надвор од Рим. Истовремено Рим беше соочен со појавата на христијанството уште првиот век, баш во они територии каде што македонската нација, македонскава Најинтензивно таму се проповеда. Најинтензивно и таму беа центрите на културата надворешна, надвор од Македонија. Александрија од една страна го имаш, Антиохија од друга страна имаш. И од тука почнува страшилиштето за Рим.
за погански Рим. Акција, реакција. И до ден денес јас мислам дека тие мислат, западњаците, уништувањето на Рим е одмазна освета од Македонската империја. За некаков начин беа излажени или по трикови беа изиграни и пропаста на Македонската империја, сега би го враќаме нас. И се појавува христијанството најпрви не случајно во Македонија. Повикот на Павлета дојди во Македонија, се му се јавува македонец. Првата христијанка во Европа. Првата христијанка, ама Македонија е портата на христијанството во Европа. Ако прашаш некој од Запад, ќе рече не, Рим, Римокатоличкава црква. И тие морат да бидат многу деликатни во тоа, затоа што нивните верници се лажени дека навистина Рим е центар. Дека апостол Петар отишол таму, апостол Петар отиде таму, апостол Петар беше убиен. Не успеа ни едно светилиште да отвори, беше убиен од погански Или Рим. беше папа кој што сега папата сега се представи како. Таа е друга приказка. Тој има сертификат, агент помеѓу, викар помеѓу земјиното и небесно. Така. Еве сега поново се појавува преку попатна реакција, воскресение на она старото македонско огниште во облик на крстот и верат, не може повеќе со многу боштва да се владее. Затоа што влијанието, краткото влијание на Рим во стариот свет, каде што доминираше Македонската империја предходница, се појави лихварство од страна на римјаните, 30-40% и ликви, плячки, крадење на масивно, гротеск. Ја крадеш статуа, ја носиш во Рим. Така. Го крадеш населението и го носиш во Рим. Бе изложени како робови по улиците. По улиците робови, да. На последната римско-македонска војна. Јасно. Терор невиден и мораше да се бара начин како да се заврши со ова кралство, царство, ова поганско царство, појавата на монотеизмот на Божието и еве ти крстот. И почнува преку Македонија таа божествена философија да прифаќа и Европа по време. Зошто? Затоа што Рим, некаде во 4 век, 313 година, последниот нивни престонаследник, римјанин, Максантиус, со војската негова, беше победен, покорен на рекава Тибер, кај местноста Понте Моле, од денешно, денешна терминологија, порано Милван мостот, на 13 км од центарот на Рим. Кога му се појавува крстот на Костадин, ама и тој Костадин Велики. Не е Константин. Константин е латинизиран. Да не се расправаме постојано. Ако сме македонци, не слушај ги агентиве западни. Затоа што во македонската вера, општо земено низ цела Македонија е познат празникот Свети Елин Костадин. Не Елин Константин. Иако до ден денес туркаат некој во Скопје црквиве да ги покатоличат терминолошки. Не дадат западни терминологии. Да. Како Аристотел што гледам книгима од Аристотел, со она ќулавката од озгора Аристотел, па се гледам во сликава, Аристотел пише за негово дело Политикс, да речеме, или пак Никомакијан логика, теорија, го гледам со некоја ќулавка како папа да е од Рим. Чекај бе, момент, Аристотел живееше пред Христос. Како може сега да биде кардинал или падре? Папа. Тоа му било символиката затоа што карактеризирањето на Господ, кој е, што е, доаѓаат од теоријата на Аристотел. Кога кажува дека овој свет не е коцка, овој свет се владее со некаква интелигенција. Значи, донал на светот му на
Теистички монотеистичка, ама од научно гледиште. И бидејќи бил македонец, бидејќи пораснал со символот сонцето, без сонце ти вели нема живот. Сонце по старомакедонски е Илија, Илион. Ние имаме свети Илија на 2 август. И се случува на 2 август. Највеќе го слават од сите балкански народи. Символика. Старото име на Троја, Илион, исто. Илион, дека тој е еден од Тројада е област. Имаше многу градови. Ама најглавниот град беше Илион, Илија, свети Илија. Омер кај што пише Илијада. Да не навлегувам подлабоко, се е поврзано. Ама негаторите македонски од денешна гледна точка ги побиваат дека навлегувате во абис, фантазија. Ама побиги овие зборови, ја што ги кажувам, побиги времињата, побиги и минјава. Кој други владеел ако не тие? Кажи ми ти, директно кажи ми дали Блиски Исток некои племиња, дали арапски племиња, дали грчки племиња, дали други племиња. Признава професорот дека ги наследиле сите културолошки одлики од старите пелазги или беласти. Беласки. Така. Беласки. Значи кажува дека не се староседовци. Западњаците, Владимир, една буква ќе ти сменат само и само да те изведат од контекст, од содржина. Така. И да почнеш да мислиш, абе дали тоа или не е тоа е намерно правилно. Игра со зборови. Конкретен збор, примерен ќе дадам, професор, се извинам, за популарните амазонки. Так. Жените воени, знаеме сите дека грците не знаат жена, кажат. Так. За жена Зена. Не, Да. го нема тоа нагласие, глосата нивна. Да не е глоса нивни збори, тоа подпрашаме. Амазонките знаеме дека биле не се мажеле. Значи, ама женките, тие што не се мажеле, жените, само на македонски може да се протолкува, на грчки нема шанси да се протолкува.Ама што правиме? Значи еден збор, една буква колку менува се. Што правиме со овие западњаци? Оставени, заборавени од историјата, оставени во ладни места. Не ги имало во историјата. Минимално племиња имало, ма минимални биле, затоа што нема требаше нова историја, римско-хеленски свет, на кој тие ќе си ги барат корените и темелите. Епа, тие се повикуваат на Елада дека Атина е центарот на западнава култура. Така. И почнуваат концепција да градат, измислена концепција дека се она што било позитивно, светло, од римско-хеленскиот свет, ќе мора да се инкорпорираат во концепцијата нивна греко-ромен. И ден денеска сонуваат за или ромо-грек рајхови, нов и Хитлер, и Наполеон, сите сака да го возобнуват тој римски свет, империум. Сакаат затоа што колевката нивна им е Рим. Тие произлегуваат од Рим. Затоа што западниот дел беше завојуван по пат на Гајус Јулиус Чезаре или Сецар. Името на него му го даде Клеопетра во Александрија, ти си Сецар. Римјаните, латините кои извитоперија тој збор, наместо Сецар, Чезаре. Сецаре, Чезаре. Ама тој ниеден друг војсководец во Рим нема Чезаре име. Само тој. Така е. И од таму ни прават фалсификат дека се Цезари сите нели после него. И кајзери се понајмало град. Кајзер доаѓа од Сецар, Чезаре, од таму доаѓа. Со почнувањето на верава од Македонија, биткава во Рим помеѓу Костадина и Максантиус, со анулирање, уништување на војскава на Максантиус,
40.000 војска. Голем дел од нив беа отепани, голем дел беа удавени во рекава, еден дел мал се спаси и се предаде. Важно е Костадин не остана да живее во Рим. Се враќа назад во Балкан, од каде што коренот му е тука. Мајка му е Фригика од Никомедија под Илион. Не, над Илион. Над градов Илија, Троја. И гледат каде може да почне нов град. За ново време завршила со Рим, го остава Рим таков и сега има проблеми каде грандиозноста на ново време символично ќе изрази тој. Никомедија не му годи. Заливи тесни не може, нема перспектива голема. Ама не ги поврзува Фригиве со браќамо македонци, мора да се најди некоја врзалка. Така. Со нашите древни бриги. После гледат местноста кај Троја. Не. Интересна мапа. Не сакаме славата на поранешните македонски градови да му уништиме. Па после побара во Хераклеја. Не битолска. Изработена од Во Америка, Кентаки некаде, во Америка. нарочно го потенцирам ова, за да знаат овие сегашниве, нели, омаловажувачи на нашиот труд. Ама, господине, Владимир, јас не сум крив ако овие факти ги извршат, а тие фатат некоја патија, па јас да одам да ги допирам со апови, да не случајно почна да се треса. Така, кога доаѓа од кујната на... Ама тој се кажува Дрмар, ти му велиш Дрмар, да, дали го знаеш ова? Точно. Не го верувам. А што веруваш ти? Што е најинтересното тука, професоре? Најинтересно за ова, еве јас ќе го покажам. Јас мислам овие карти се донесени тука. The Cradle of Christianity. Тоа значи... Така, и преку епархијата на владикава Агатангел, доста нашиот Агатангел, доста наши луѓе се запознати со овие карти, Одлично. затоа што тој по негова волја побара да се изработат, за да имаме нешто верски факти, документи од Западов, од Америка. Јас на картава не гледам Грција, овдека никаде. Нема ни Грција, нема ни Албанија, нема Бугарија, нема Србија, нема ништо. Еве, Хераклеја ја гледате тука, ма ова е големата Хераклеја. Во Малазија. Во Малазија, од Цариград некаде околу 150 км на исток, по самиот брег на Црно море. Хераклеја имаме и во Битола. Ама Хераклеја, тоа доаѓа од легендариот Хераклеја Македонски. Да така. Епа, ако само Битола била Хераклеја и римјаните ја правеле, а ова Хераклеја големата која правил? Логички Флука се братужери. Митридатите. Така. Кажи ми ти зошто се отепани таму колонисти, некаде околу 20-30.000 колонисти на Рим тука се убиени. Од доморно населени во Хераклеја. Денес археолошкиот факултет од Белград преку кажија Фанула Папазоглу па незините студенти докажуваат дека Хераклеја била од римјаните. Најблиску што можат римјаните да придонесат во Хераклеја е плячката која однесла во Рим. Надвор од тоа јас не гледам ништо, апсолутно ни еден блок не ставиле таму во Хераклеја. Украдено се. И Ердоган пред неколку години дури повика од Македонија историчари, археолози, научници да дојдат на тие археолошки ископини да истражуваат, бидејќи има многу податоци за македонската култура. Ќе продолжам директно за значењето на оваа карта. Ја гледаше со колку големи букви е Хераклеја. Апсолутно. Цариград. Не, Византиум гледаш, Визант. Така е. Ова беше село. Село, буквално. 35 куќи, денес Византиум. Византиум. Види букви, големи букви, види. Гледаш со село во Визант. Така е. Ова е пред формирањето на Цариград.
Костадини. Ова е негде дека 20-30 години од новата ера. Ова е почетокот, првиот век. Патувањето на апостол Павле. Од 20 години од... Еве друго што пише, покрај она што вие истакнавте дека најдете ги овие новоформираните држави, ги нема. Македонија, Тракија беа Ахајски племиња. Најдолу. Племина, ама не позната како нација, како своја култура. Не е хеленик, не е грик. Не. Долу на самава карта кажува дека овај дел тука Така. со Александрија, гледаш, во големи букви, со Антиохија, големи букви, со Хераклеја, Центрите на... тука почнуваат формирањето на новата концепција верата, затоа што овие беа предходници, овие беа големите урбански центри на Македонската империја. Прва. И логично на тоа да се стварат првите николци на црква, организирана црква во тие градови. Така, е случајно. И важно е што картава сама кажува The cradle of Christianity. крошните, люлката на христијанството е ова. Ете така. Тука кажува еден дел Бриндизиум, мене ми е чудно, Владимир, Да. Италија не постоеше тоа? Не постоеше. Тие Италија пише цел. Така е. Види ги, The Masters of Deception, како играат со игри. Ма Италија не постоеше, Не брче. постоеше. А тука пише Италија. Да се доближат малку до културниот центар, дај малку Да, може rubbing би. our shoulders, малку да помири културата да дојде на моје, Да не на моје препати. тло, малку да не фати нешто. Се милкуваат, се омилкуваат за култура. Токму. Отаму доаѓаат комплексите нивни и на западњаци. Кредел на едно, кредел на друго, во друга книга тука имаме, пак од западњаците, оваа книга е туристички гајд од Фодор. Источњак, некој словак, украинец. Неверојатно Фјодор. Да. Ова книга беше за Југославија, и Југославија ако сакаш да патуваш по Јадронско море, по другите републики. Водич. Да, јас го фотокопирав ова што ми е најважно за Македонија. За Македонија, еве како тој Фодор ја опишува Македонија. Денешна Македонија. Ова Македонија тука. Македонија која фармерот од нива на тезга, од тезга во министерство, ја нарекува Северна република. Баш така. Човекот што раните 90-ти години во Суботица на пазар продаваше пиперки, сега дојде одавме на Дерече постојано јас апелирам до македонскиот. Цркнатовски. Апелирам до македонскиот народ. Ова што го прават на хартија. Така е. Ама ова хартија не можеш да уништиш. Не можеш. И тука се појавува Macedonија Cradle of Slavdom. Македонија крошните люлката на славјанството. Уште еден непобитен факт. Денес ми доаѓа Бојко Борисов со Каракачанов, овчарот, со Румен Радев, внукот на Симеон Радев од село Сапотско-Ресенско, преседателот на Българија, се откажува од крошните на Славдом, прифаќа концепција Булгаристанија, чиј предходник е Канаспарух. Ама момент, од кога господине, ти господин, од кога македонците постана татари? Мене не ми е јасно да се застрамат. Да се застрамат во име на своите прадедовци. И Радев и Борисов. Паднале под За пропад. Каракачанов сакам да се Тој е надвор од ова рамка. Македонец. Надвор од ова рамка. Глав. По се така мене ми изгледа. Така. Каракачан, тој е црни качан или они плячкачите што беа на големите брда, или пак песеџи што ги вика. Што ги се очекува караваните богати и плячка. Тој е од нив, Каракачан. Каракачан. Плячкашот. И сега плячкаш од нас ќе ни кажува... Па ги оплячкаат, цела
Цел имот му го зеде баш тој Каракачанов, му го зеде на ВМРО, СМД од Софија 10 милиони долари, сите тие објекти му ја плака мајката на ВМРО Софиско. И нема динар денес ги истисна надвор од пари. Тоа му беше цела работа, а иначе бил голем велико достојник на комунистичката партија. Комунист пора. За време на Живи Живи. За време на Тодор Живков, мислам крајот на Тодор Живков година. Да. И сега јас треба од него да земам паспорт, криминалецов да ми дава паспорт кој е кодиран со бројки внатре ако го прегледаш паспорт, дека тој е илегален. Европа молчи. Дали тоа е European project, кажеме. Дефинитивно. Тоа ли е, за тоа ли се бориме European project на сегде Македонија негирана? На секој чекор каде што може да се минимизира македонското, со нивно одобрение го прави. Да станеме европејци, а да се откажеме од македонското. Па Европа ние го дадов нимата. И то ми е јасно, сега не е време за тоа, ама дај да се повикаме на ова денешново. Со нивно одобрение знаат тие се што стане. Знаат. Дефинитивно. Знаат затоа што знаат сакаат да го узнишат да го сотрат. Епа, крејдел од ова. Апсолутно. Крејдел од ова. Люльката на христијанство, люльката на славјанство, големинава, грандиозноста, државноста, влијание во македонското како центар на плодна почва за човечанството. И ова ги прави да полудат Владимир, западнаци. Оти се враќаат ретроградивно наназад во историјата, не се наоѓаат нигде. Нигде. И почнуваат да измислуваат измислици. Зато сме дојдени до ова да рече. Александър the Great, Костадин the Great, Вистинијан the Great, за него не спомнав, едно од најспособните императори или царски. Тоа на модерното право. Јасно. Кој е наречено римско право. Нигде Вистинијан понивно значи justice. Затоа Джустинијан го има, јамумат ставен. Ама по македонски не значи правда. Туку вистина. Вистина. Ако го прашаме денес ако е жив Вистинијан, зашто се бореше ти? За правда или вистина? Одговорот, јас сум сигурен, ќе беше негов, затоа што 4 факултети имаше завршено. Во 5 век, во Цариград. Не е само Охрид. Така. Ние не сакаме да се навраќаме. 4 факултети, не е како Црп, кој што идел у школу понеделник, среда и петок по 4 часа. И сега престанал премиер. Значи, тој бил војсководец, император и 4 факултети заврши. Ете е разликата. Тој најпрвен Вујко му го носи него. Некаде околу 482-3 година, 18 годишно дете, по течењето на Вардар, од Таор и од Вардарина, Да. Вардарија селото, оттаму била мајка му, а Вујко му бил од Таор. Не, од Таор бил тој, Вујко му бил од Вардаријана. Така. Вардаријана е по Вардар. Праудел до Солун, од Солун директно во Цариград, 18 годишно, негдека до 500 година, таму изучува, ама го прави, го нисцедила Вујко му, го поминува. Ти си млад, мора да завршуваш школа. Вујко му беше екскубитор, бранителите на цар во војската. После генерал и после Вистинијан постанува цар на Цариград. Пред смртта негова му предава. Случува во 5 век. 5 и 6 век. И доаѓа на власт. Имаме словенско, македонско, тоест типично име Вистинијан, а исто да ќе кажем и за неговиот генерал, Велизар. Тој е од Дубровник. Така.
во контекст, го кажам во контекст нова дека нели по официјалната Бели историја цар од или 6 Бели цар, век дојдова Да. словените со цевчиња и ги донесоа имењата словенски на Балканите овде. Како сега у 4, 5 и 6 век имаме Така. типично македонски име пред словените да. така некако, така. Сега ја немам так книгата. Јас не се сеќавам дека грците викаат вистина за вистина. Така, Вели за голем цар. така. Јас мислам, ви ја показав книгата Мозаикот во црквава Гераса, во Јордан, една од 10 градови правена од ветераните на војскава македонска од времето на Александар. Ви ја показав Така. мозаикот, ви го показав во самава црква Свети Кузман и Дамјан, која под комисија на Commission на Вистињан правена 548-49 година, и на мозаикот има фигура од левата страна. Што видовте вие? Какво писмо? 548-9 година. Што пишеш од левата? Боже, Христе Боже, Христе Боже. така. И си взимам за обврска во некој од наредните емисии да покажеме Ќе оваа покажете директно слика, сликовито. а и можно и во електронско издание на некој од Може. нашите портали да објави. Може и тоа. И сега сум бил јас по тој свет. Ме интересирало од Александрија до Египет, до Сирија, до Лебан, до Турција, јужните делови. Така. Тој дел сум го. Исто што и вашиот колега Дардан во една од претходните емисии го најде надписот на една од црквите во Сирија беше септември. Септември, да. Да. Многу пред Кирил и Методи. Да. Кирилично писмо. Ние зборуваме 320-30 години пред појавата на кирилица и главолица. Точно. Тогаш, што беа Кирил и Методи? Главолица, реформатори на она старото. Од каде тогаш се појавува 330 години пред раѓањето нивно се појавува кирилското писмо кое ние може го читаме. И македонски зборови. И изборовите ти се Од јасни, и Теос. буквите можеш да ги читаш. Од Теос до Боже има разлика огромна. Не е ни слично, не е приближно. Ете ја грандиозност. Ете го ова што го кажав си, Македонија the cradle of Slavicum. Славдом. Јазикот од Славдом. Славјанската куќа. Дом. Значи Тоа македонска е дом е наш. апсолутно. Значи Дом од македонскиот наш. јазик и македонската култура се основа за сите словенски јазици и култури што се сега формирани. Значи од тука на север се движела. А како јас, Миграцијата, не како ова. јас како професор ќодам во комисијата сега историска помеѓу Болгарскава академија и Македонскава академија, каде што гледам внатре напикани негатор до негатор на Македонија. И како сега со кои документи ќе... Абе Светов, гледај го Светов, ти никој ништо не си. Шо? You're nothing and nobody. Памтиш ли оние дискусијата што имаме? Како се вика тази човек? Емил Мечкаров. Емил Мечкаров. Кој е Емил Мечкаров? Емил Мечкаров е награден со многу бројни дипломи. Од каде му се? Од Западов, од Сорбона, од Оксфорд, од Кембридж, од сегде има дипломи. И за какво му се дадени на Емил Мечкаров дипломите? Да доказва, че няма Македонија. Ма таков го има и во Белград. Така го има и Го има и во Атина. Во Атина. Инсталацијата ја гледаш од каде доаѓа. Точно. Од оние кои им даваат дипломи на балкански шушумиги. Значи што биде така. И шушумигава се нафаќат и веле, колку великан јас сум голем. Да. Види диплома до диплома, од седе, кој ми може мене? Ти знаеш кој сум јас? Дали знаеш кој сум јас? И кој си ти човек си? Види дипломите. О, сертификати за лаги. Значи ти имаш многу сертификати за лаги. И затоа ги употребуваат. Ден денес затоа ги употребуваат. You have a certificate to lie. Го лажи Светов. Ама не за твој интерес. За онај кој ти ги дал дипломиве. За негов интерес. И тука е проблемот створен во балканскиве земји. Омразата помеѓу обичниот българин, обичниот грк, обичниот србин, обичниот албанец, обичниот македонец
Не гледам голема тензија, Така. затоа што не се оптоварени со овие лаги, зошто? Не се навлезени во лагиве многу и многу подобро со чиста глава го гледат свет. Гледа човек, хуман човек. Ние сме слични, на крај крајва живееме во едно подружје. 100.000 години. За да се одржи лагава, жива, мора тензија да се одржи. Стои од време на време телевизија он е рекол така. Какав е тој? Ами некој Емил Мечкаров сега казал че нашол книга така и така. Па некој грк, Кириос Георгиос Архуда, доктор Архуда, мечкаше на грцки, тој нашол нешто друго, прошол некој друго, некој фалсификат дека немало македонци нигде не биле спомнати македонциве во Егејска Македонија во Грција. Па ги гледаш на пазарот, човече, пред тебе. И слушаш зборови кои не ги разбираш. И ги викаат ендопи. Че самите со тоа Не сака. Кајки не признаваат дека сме староседелци на Не само ендопи, ендопи значи домашен. домашен. Јас имам со нив многу пати одам од време на време кај нив. Нашиве многу пати ми викаат не да не викаш ендопи. И ми како да ви викам? Автоктони. Да. Ние сме корените. Коренот наш е овдека автоктон. Ендопи се и просвигите вика сега, родени тука. Тоа дека немаше просвиги овде вика, можеше да ни вика ендопи. Просвиги се овие маџирите. Маџири. Пондиските. Бегалците од Бегалците за од време на Азија. Кемелата Туркова. Со размената. Со размената. Размена не беше битката во Галиполи, го мена курсот на историјата и почна да ги барка грците од таму. Така. Ги насели, голем дел се населени во Егејска Македонија. Од таму доаѓа омразата. И сега ние денес со што сме соочени е со епилогот на оваа омраза. Така е. Еве во неколку наврати за вашите гледачи ќе прочитам литература од западен извор, колку не милат нас, колку сме умилени како народ од западњаците. Тука имаме насловна страница од книга која е писана од двајца оперативци на британската Foreign Office за време на Првата светска војна, која оперира Предходница на Мишес. Мишес, кој 1921 година книгава е. Двајцата биле Foreign Office operatives, оперираат некаде се здравна кавала од таа страна. Наслова на книгава е Macedоnia a plea for the primitive. Иронија. Македонија жалба за примитивниот. Не, молба за примитивниот. И сега го представуваат примитивниот како изгледал. Еве го тука, примитивниот. Macedonian native. И пише Macedonian native. И сега студирајќи ја физиономијата, па магарето оптоварено, Така. па фесото дозгора, И бојата на лицето На лицето. на Абисинија поеѓа. па и шалвариве негови, и одозаде има, не заборави, ти вели ова е Macedonian native, ама џамија одозаде. На позадина на фигурава на човеков џамија се гледа. Друга важност јас гледам, ова книга јас ја имам, на ова сама слика. Сликовито, илустративно, на една страница многу зборови може да вадиш од ова. Јас гледам тука алки. Овие алки беа на старите порти македонски. И со тропање, Да. абер да му дадеш ако влезеш. Сега, во насловов се крие суштинава на книгава. Во неколку зборови. Македонија, молба за примитивниот. Се молат за примитивниот. Кој е примитивниот? Ово е тука изложен, Така. со шалвариве. Во текстот во книгава кажуваат спротивно на слика. Двајцава оперативци. Истите. Еве што кажуваат. Немој Господ да те стемни во селата или во ридовите во Македонија, оти насекаде комитите бриганди се вика ќе те, ако не те знаат кои си, ќе те убие. Ако успееш да се спасиш од бригандите во ридовите во планините,
Не дай Боже полека да се спушташ по селава да се прибериш дома, ќе те изедат си многу големи кучиња има. И оддалеку те припознаваат дека не си нивни. Што значи Македонија е многу тешко проодлива. Difficult to penetrate through. Многу тешко. Тоа е искуството нивно. Во други пасус кажуваат дека ми е срам да се кажам дека сум од Лондон, живеам во стан кој доликува на кокошарник. 6-7 метра долг, 6-7 метра широк, тоа е просторот мој во Лондон. Она што го видов во Македонија, Источна Егејска Македонија, од Варда према Серес, Драма, Кавала, таму беа стационирани англискава војска за време на Првата светска војна. Гледам авлии, порти големи, куќа на 2 спрата, вода тулумби и пумпи. Аристократија, господа. Гледам големи зеленила и дивани од озгора те гледат на балкони. Аха. Ние мислеме дека се примитивци. Молба за примитивни. И отаму наслов. Иронично е изразена цела оваа епоха. Ама си признава дека не е така како што ние, како што не учат во Западот. Во Англија. Толку за оваа негација, имаме друга негација. Книга која не се занимава со историја или фронтови, ами темата е кулинарството виенско и на Виенската империја. Time Life Books, Нью Йорк. Да. И авторот е Джозеф Венсберг. Добро. Кулинарството на Виенскава империја, која доминира и делумно со Балкан. За Австро-Унгарија конкретно. Австро-Унгарија и Балкан. Овие се авторите. Но нели казавме дека Time Life Books, Нью Йорк. Книгава е печатена 1967 година. Во поново време. Еве што пиши под 6 четивото The Cooking of Yugoslavia. Први на англиски, после македонски. Накратко само овој пасус. Љубовта нивна према Македонија и македонскиот народ. Во книга за кулинарство, ајде е политологија, економија, војска, милитари операции, тоа е друго, пропаганди. Ова е за храна. A short walk along Belgrade's principal avenue, called Terazije, is a wonderful experience. Кратка променада низ главната белградска улица наречена Теразije е чудно вика искуство. Теразije значи вага, скейл. Каде што Терезија. Каде што тежината ја ставале за да можат даноци да платат. And refers to the time when the Turks ruled Belgrade, and customs officers were posted at one end of the thoroughfare with scales to weigh the belongings of incoming travelers. Скейл, Теразијата беше ставена вика на секоја проодна улица која водеше до центарот на Теразија за време на турското владење и царинарниците вика им ја тргаа стоката па им зема некој процентијални даноци, нешто, бидејќи ќе продаваш во центарот, за да можат да берат некој динар два за нив,
требаше да му дадеш нешто, па после ќе ти даѓа право, имаш право да ја изложиш стокава Така. робава во пазар. Каде ме нека? Добро. Теразije is crowded with all sorts of people. Улица во Теразија е вика преполна со разни народи, вика. Од разни луѓе, разни професии, разни годишна возраст. Да. И кажува Теразија, добро. Што има на Теразија? Кои се овие разните луѓе? There are young students in fashionable slim trousers, elderly gentlemen who look like Austrian bureaucrats or Parisian boulevardiers и други, после ќе продолжам други. Таму ќе најдеш вика млади студенти со модни вика тесни панталони, постари вика джентлмени или пак господини, кои изгледаат како австријски бюрократи или персиски булевардисти, но таму ќе најдеш вика и дивооки македонци. Предходните луѓе за кои тоа опишува како изгледале, сите се во позитивна смисла на зборот карактеризирани. Ови му пречиле дивооки македонци. И му ја погрдиле гледната сликовите И като за Теразија. Тоа сака да каже. Замисли ти во книга За готвење. за готвење. А што зборуваме за книга од политичка содржина или, како што рековте, нешто за Културна и други работи. Сега, тука имаме исто така екстрактс, кратенки од веб страницата под наслов History of Macedonia, ова е грчка страница, која цитира дел од литературава на некоја си Идат Дурхам, под наслов книгава е The Burden of the Balkans, тежината или гајлето на Балканите, печатена 1905 година од Нелсон, Лондон, Ингланд. Покрај другото, моментално само ќе се фокусирам на еден од нејзините пасуси, кои се наоѓаат во книгата нејзина, и имам и книгава нејзина. Еве што пише таа на страница 80 од нејзинава книга, која за време на Илинденското востание се наоѓа во Охрид, во болницава да ги преврзува комитиве. Преку некоја humanitarian missionary of England, ама таа беше шпион. Скиташе и по Албанија, по Косово, на сегде и опишува многу негативно, погредно за македонци. Еве што кажува во пасусот нејзин за македонците. Quote, во наводници. These Slav-speaking peasants in the districts I visited are the lowest and least intelligent of all the folk I knew in the Balkan Peninsula or elsewhere. Овие вика славофони, селени, во подрачјата каде што јас су прошетала, се најниските вика и најнеинтелигентните луѓе кои јас ги знам на Балканскиот полуостров или било каде. Интелигенција нула. They are truly pitiable example of the human race. Сега се спушта во теоријата на Дарвин. Тие се навистина да ги оплачиш, да ги жараш. Спесимен екземпл по наши ќе биде, не ми
ми текнува моментов екземпл, Пример. да, на човечката раса. Дори се спушта на ниво, пример, на ниско ниво, примери на човечкава раса, дека се зажалени за гревота си, како да Господ сгрешил што ја створил македонскава нација и македонскиот народ. Less capable than the other peoples. Помалку способни од сите други. Од сите други луѓе. They have fallen under most... Класичен шовинизам и расизам. Дека е во овие реченици. Искажам. Расизам и Јасно. и шовинизам. 1905 година. Така. Ние ова што го гледаме сега е само епилогот. Епилогот. Нели пополека одиме од грандиозноста на македонската нација и македонското достигање во светов и формирање, метастазирање на омразата од Западов, се јавуваат комплекси кај нив. За комплекси на маловредност. Дека те нема. Каде си, ако те има, кажи во кој век, што си придонесол за свет. Ќе ги оставиме другиве материјали за наредната емисија која ќе биде многу скоро, професоре, Така? затоа што сакам да ве прашам, што малку време ни останува, Така. како македонецот, видувајќи сите овие приготвени замки, стапици и сите Так, овие так. во последниве 100 години мерки кои резултираат со сегашново разнебитување, како македонецот треба да се одбрани, да се организира, конкретни чекови кои што треба да ги превземе, и како мислите по ваше ќе се движи целата политика во наредниве 5-6 години? Број 1 треба да се вратиме наназад кои сме биле, што сме биле, да се сознаеме кои сме. Затоа ја правиме ова емисија. Ние имаме проблеми моментално со докажување кои сме и што сме. И од нас излегува некои комплекси, како да имаме ние во нас содржуваме некои, имаме внатрешни проблеми, комплекси да се докажуваме постојано кои сме и што сме. И треба да му докажуваме на другите дека постоиме и кои сме што сме. Првин враќање на она што сме биле, треба студио стударе. Треба младата генерација да се посвети повеќе не на материализам, не интернет само. Треба школа, треба истражување, треба траги, треба духовно да се пронајдеш. Материализамот да ти биде последен начин за обстанок. Ама ако те нема тебе како човек, заборави ти кој економски што ќе просперираш ти. Кој ќе тебе те надарува постојано да те храни цел живот? Тоа е лудило. Со вакви сознавања, со враќање назад во кој сме биле, што сме били грандиозноста, не мора да ја потенцираме расистички како тие што не мразат. Еве што е писано за нас. Точно. Да си го продолжиме Така. дека патот каде што сме застанале. Сега ако сме навистина надарени со Така. вакви арсенали, ама научни арсенали, преку универзитети, преку истражувања, господин Димитров, господин Заев, чија земја ти продаваш? Ова е само дел од Македонија. Ама одиме во Европска Унија, не мора да одиме, та денес и утре не е. Има алтернатива. Ама скоро сите федерации на крај крајва крак добиват. Југословенската, Советската, порано поранешните федерации. Точно. Не се долготрајни, зошто? Утеја нема онај елемент на nation building and of one unity. Едност. И сега ако имаш наместо Зајко и Димитриус на Димитар, син му, па и Шекерезада, она Шекеринска, Да. како пепелашка угоре удолу, што само глуми од 93-та година, Така. не е мрднала со ништо, никаков прогрес. Нема само околу политика, затоа што начин на обстанок во Скопје. Еве чија земја вие продавате. Ова е картата од западњаците писана каде доминирале племињава грцки. The Greek homeland. The Greek homeland. Да. И јасно си е опишано Македонија, Халкидики, целиот... Ма нема тоа, немој дискутабилно И да се што е северно. Немој. Од нив, ова е од Америкиве,
40-50, вие знаете, запознати во делумно со моите тези. Точно. Јас сум по истражување некаде на Сега ми е 40 години. Сега ми е јасно зашто сте величина на преку океанот, преку Атлантикот. И За верувам дека нашиве, Апсолутно. за активностите наши, како македонци во иселеништвото наречено диаспорос, ние не сме диаспорос. така. Не сме ние пола на пола. Од две семења. Диаспорос, спора е сперм. Така. Две семења. Во иселеништвото имаме ние посебни битки правено. Точно. Таму. Како што претходно правевме муабет, сум изложен 96 година заедно со Лупчо Ѓоргиевски и покојниот Борис Трајковски пред Стейт департментот, пред Конгресот, пред Сенатот, после бараме лоби група по Вашингтон, па во канадскиот Foreign Office, Министерство за Foreign Affairs. Битката моја не е само научна, ами е практикум. Практикум е. Демонстрации се бе правили. По Детройт, по Винзор, по Торонто, по Нью Џерси, по Охајо, по Нью Йорк. Не сум секојдневен. Не е само Така. наукава. Не сте теоретичар. Не сметам само теоретичар. Сум изложен во јавни места, практикум. Затоа ќе зборуваме во наредните емисии, имам, Да. мислам, дел од Јас би сакал доколку вие се сложите да направиме еден циклус. може пополека да дојдеме до епилогов, кој работел на уништувањето на Македонија. Зашто Запад, се професор знае. мораме Овие се само актори точно. на епилогов што го гледаме. Актуелната школа, образованието во Македонија не ги крие овие работи. Затоа ние мора да му дадеме една алтернатива на македонецот, значи час образование за вистинската позадина на сите овие работи што се случуваат сега. Да се образуваме, да се реобразуваме. Првин треба detoxification of the Macedonian brain. Така. Се што е отров внатре во главата да се извади. Да се извади. Detoxification со документи од Запад. Апсолутно. Со нивни нивни. уши, така е. Со нивни камења по нивна глава. Ете така. Благодарение што имало и такви луѓе, фер луѓе. Не се сите, Луѓе што не се сите кои сака науката, да не демонизира. апсолутно. Има и други луѓе. Збор за да не ги набројам. Да му јалав од Пенсилванија универзитет, Македоника. Така. Да му јалав, ама имаме ние, на Да. што да се повикаме. Како што почнав со емисијава. Не сме ние на банара во историски држави. Дефинитивно. Ние сме ставени во таква позиција да мора да се бранат трагите на историјата, а тие траги се длабоки и долги. И многу треба ефорт, труд да се даде да се одбранат сите овие траги. И Ама и тука и благодетот. само не тоа си- име, Не си да, without identity. точно. Она што сака да прават од нас. Самото име историја доаѓа од нашиот збор, се стори. Та, Сторија. стори, На точно. грчки го нема тоа. Знам, ми е јасно и тоа. Многу пати сум дошол до ова реченица за работиле кои ни се наметнуваат сега од надвор. Накратко и ќе завршиме со ова и ќе продолжиме врз основа на овој последна реченица во следните емисии. Those that label you are denying your identity. Тие што ве етикетираат, Тие или оние кои те акетираат, не ти го признаваат твојот идентитет. А што значи North Republic, Fyrom Republic, Pyram, labeling, да, етикетирање. барат соодветни зборчиња да ти го уништи идентитетов, Точно. Субстратот да го субстрат. снема. По-англиски е North Republic of North Macedonia. Република од Север Македонија. Така му доаѓа. Буквално не е Норден
Macedonија. Не е Норден, као Норден Ајрланд. Норден Ајрланд значи друго. Точно. Алудира и Норден и Садрн има. Ова е само посебен ентитет политички на норд, на север. Што значи на југ нема ист идентитет. И тука се игри со зборови. Стапица и замка, која Стапица и замка. Ако беше The Republic of Northern Macedonia, автоматски алудираше и на други Македонии, Така. што го оправдува ја оправдува поделбава на Македонија. Точно. А тука прекриваат истиве овие идиоти, архитекти кои ја уништија Македонија, прекрива дека постои друга Македонија. Република Север Македонија. Страшно. Страшно. Над Норден Macedonија, како што е Норден Ајрланд. Норд Macedonија. Норд е апсолут смер. Не кажува каков норд. Апсолут смер. Норд, Саут, Ист, Вест. Кога зборуваш за припадност, Норден, Садрн, Истерн, Вестерн. Ова е само абсолютистички Север. смер. Македонија. Норд Македонија. Ништо повеќе. Ништо повеќе. Како во Скопје многу пати ги гледам овие на телевизија, уште ова ќе завршам малку смешка да се опуштиме. 6. Немаме ние, тоа е ординал број. 6th, 5th, 4th. Тие се ординал. Тоа е ред. Така. Редни броеви. Од кога 6 постана 6 во Скопје? Редни броеви да види. Ние имаме 6. 6. Заврши. Беста. Точно. Ако постои 6, каде е 6? Така си е. Така си е, професор. Ама и за јазикот ќе зборувам некогаш многу Ќе поинтересно. направиме циклус Ќе направиме емисии, професоре. Она што Џорџ Орвел го пишеше за англискиот јазик. Точно. Уништен дека англискиот јазик затоа што од секаде има матеници и зборови Апсолутно. припремени и оди сега најдемо крај каков англиски јазик. Апсолутно. Тоа е. Ова ваше- Ви благодарам, мислам, за И на вниманието. вас, И во наредните емисии, мислам, Емисии. уште подлабоко ќе да влеземе во проблемот наш. Ако се може со овие емисии, преку овие емисии, да му го насмееме лицето на македонскиот отепан народ Апсолутно. и душата му да му ја расположиме. Отепани сме, веруваме, Владимире, отепани сме, го наблюдувам мојот македонски народ од надвор. Не отепаа 30 години со кажи ми овие црна хроника. Ништо не може да слушнеш на телевизориве од Нешто што чат ќе пат ти некој го по некој. разнежни срцата и душата. Волја за живење. И сега со коронавирус, отепани социјално, отепани политички, отепани економски, ова е најтмер. Верувај ми. И од друга страна не постоиш, јазик не е твој, идентитет не е твој, гоце не е твој, даме не е твој, трајче не е твој, ништо не е твое. Така е. Ова е лудило. Затоа мора да му се стави кле, професор. Затоа и ние како Мора да апелираме до Апсолутно. македонскиот народ да се свести, а и да свестувањето ни се доаѓа придружи. назад, да се Точно. вратиме кои сме биле. Така е. Затоа што ние не сме без историја. Точно. Од тука поуката и во наука, и во економија, и во архитектура, и во култура, и во традиција, од тука ќе исцрпиме Од тука- цела. И така веќе преобразени да ни се придружат заедно во борбата. Значи на вас како еден од најголемите борци за каузата и на други слични на вас ваши колеги Ги има, и ги има, македонци, ги има, ги има. да ги сплотиме Ги во има, еден совет, ги има. совет на мудрици, јас би го нарекол, Ги има. и Родина Македонија како политички субјект и да направиме една спрега заедно со македонскиот народ кој ќе не поведе напред во светла. Целта е Македонија. Само Македонија. Ништо друго. Така е. Македонија убералец, како што би кажале на германски. Македонија пред се. Од Катана Мунди, Папокот на светот. да, до уништување и до воскресение на Катана Мунди, треба алкиве расфрлени низ цел свет да ги препознаеме дека се наши и да направиме еден јак синџир, како што сме биле порано. Благодарам професоре уште еднашка. Благодарам, Се надевам јас дека за брзо ќе имаме пак емисија. Вие, драги гледачи, ви благодарам за одземеното време и за тоа што присуствувате на нашата вечерашна емисија.
До следниот петок ви посакувам здравје, среќа и убави моменти, убави периоди, а во скоро време ветувам дека повторно ќе се видиме со професорот Принзевски и ќе ви емитуваме уште една ваква и повеќе епизоди едукативни. Се најубаво поздрав до следното видео. Благодарам.